Почитувани гледачи, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Основното училиште Свети Кирил и Методи го објави уписот на ученици со продолжен престој од прво до трето одделение за учебната 2024-2025 година. Потребната документација за интересираните родители треба да ја достават во периодот од 13 до 23 следниот месец. Основното училиште Свети Кирил и Методи го објави уписот на ученици со продолжен престој од прво до трето одделение за учебната 2024-2025 година. Приоритет ќе имаат учениците кои се деца на самохрани родители, доколку старателот има специфична болест и ако двата родитела се вработени. Потребни документи за пријавувањето се барање од родителот, потврда од работодавачот за последна исплатена нето плата на двајцата родители, копија од трансакцијска сметка на подносителот, како изјава за вистинитост на сите податоци. Посебни одредби за поднесување има за лицата кои не се во редовен работен однос, за регистрираните индивидуални земјоделци, доколку е дете на починат или разведени родители, или пак пензионер и лице кое боледува од специфична болест. Потребната документација за интересираните треба да ја поднесат кај училишниот психолог во периодот од 13 до 23 август од 8 часот и 30 минути до 13 часот. Комисијата за прием ќе одлучува по барањето од 26 до 28 следниот месец, која ќе биде објавена и прелиминарната листа на примените ученици по паралелки. Министерот за локална самоуправа Златко Перински оствари работна средба со градоначалниците од Источниот плански регион. На состанокот се разговараше за финансирањето на проекти од централната власт. Министерот за локална самоуправа Златко Перински оствари работна средба со сите градоначалници од Источниот плански регион. Целта беше представниците на локалните самоуправи да го информираат Перински за потребите на општините, со цел владата да помогне да се подобрат условите за живење на граѓаните. На состанокот градоначалниците беа информирани за можностите за постапката за финансирање на проекти веднаш по ребалансот на буџетот на државата, а Министерството за локална самоуправа ќе објави повик до сите општини да аплицираат за добивање на средства, што ќе бидат наменети за капитални инвестиции, вклучувајќи училишта, граденки, водоводи, канализации и патна инфраструктура. На локалните власти им беше речено да подготват квалитетни проекти кои што ќе произлезат од потребите на граѓаните. Неопходно е општините да располагаат со добра проектна идеја, со целосна проектна документација и секогаш да ги имаат предвид приоритетните потреби на граѓаните, зашто најважно е тие да се задоволни од сработеното. Исто така на средбата беа споменати неколку проекти кои се готови за кои веќе се аплицира, како што се регулација на 2 речни корита во Виница, изградба на нова обиколница во Штип, нов локален пат Делчево село Бигор во должина од 8 километри. Општина Кочани го одбра друштвото СМ Продажба од Скопје за снабдувач со струја за наредните 12 месеци. Веќе е склучен договорот во вредност од 22 милиони денари во нето износ, со кои треба да се набавуваат околу 970 мегават часови електрична енергија. Општина Кочани склучи договор со друштвото СМ Продажба од Скопје за едногодишно снабдување со електрична енергија. Неговата понуда била одбрана како најповолна на јавниот повик за снабдувач, на кој се пријавиле 4 понудувачи. Сумата што локалната самоуправа ќе ја плати од сопствениот буџет според договорот изнесува 360.000 евра или нешто повеќе од 22 милиони денари во нето износ, без обврските за данок на додадена вредност. Се работи за трошок што е на истото ниво како минатогодишната сума за истата намена. Пресметките што претходно беа направени, а базирани на потрошувачката во текот на минатата година, покажуваат дека за наредниот 12-месечен период се планира дека ќе бидат потребни околу 970 мегават часови електрична енергија и во скапата и во ефтината тарифа. Од буџетот на општина Кочани за струја се плаќа за околу 120 електрични броила, главно за улично осветлување и за јавни простории.
Меѓу нив, покрај општинската зграда, влегуваат и објектите на сите средни и основни училишта, напротив пожарната единица, спортските сали, градскиот стадион, етно куќата и други простории со помала површина. Раскопаните асфалтни коловози на улиците во Кочани се секојдневна гледка, а често се и опасност од сообраќаен аспект. Во дупката кај градскиот пазар пропадна автомобил, чиј возач не ја забележал опасноста поради недостиг од сообраќајна сигнализација. Автомобил пропадна во дупка со пречник поголем од 1 метар и остана блокиран на улицата Гоце Делчев пред тунелот кај градскиот пазар. Отворот на асфалтот е ископан пред неколку месеци заради интервенција на водоводната инсталација, но потоа не беше соодветно затрупан. Во почетокот имаше поставено сообраќаен знак и обележување со ленти како предупредување за возачите. Со текот на времето, а и по неколкуте пазарни денови, дел од сигнализацијата исчезна или заврши во дупката, а лентите одамна се искинати. Возачот, чие возило пропадна во дупката, рече дека воопшто не забележал оти коловозот е ископан. В центарот на градот незаштитена дупка, необележена, пропаднах на риквиз. Не може да излезнам со колото. Кој треба да покрие таа дупка да санира? Сега јавувам на полицијата да дојде. И? Нека си најдат они таму, општината, комунален инспектор, што работи, зашо плата зима. Нека си работат работата. Во дупката што зјае на асфалтот на улицата Гоце Делчев досега пропаднале неколку возила, но никој не се погрижил да ја затрупа или барем соодветно да ја заштити. Раскопаните и несоодветно санирани дупки на улиците во градот подолг период се проблем и од сообраќајно безбедносен и од естетски аспект. Дури и коловози што биле реконструирани и се со нов асфалтен слој повторно се раскопуваат и се оставаат во лоша состојба. До петок, локалната самоуправа на Зрновци го продолжи рокот за пријавување за илинденските спортски игри во Зрновци. Спортскиот настан годинава ќе се одржи по 11 пат. До петок, 19 јули, локалната самоуправа на Зрновци го продолжи рокот за пријавувањето за турнирот во мал фудбал во рамки на илинденските спортски игри, кои годинава ќе се одржат по 11 пат. Од општината упатија повик до сите љубители на спортот да учествуваат на спортскиот настан. Надпреварите ќе се играат на мултинаменското спортско игралиште Васе Ангелов, а за учество по екипа се плаќа 1500 денари. И оваа година општина Зрновци обезбеди парични награди. Првопласираната ќе добие 30.000, втората 20.000 и третата ќе добие парична награда од 10.000 денари. Ждребувањето е закажано за впеток, кога и последниот ден за пријавувањето. Организатори на традиционалниот спортски настан се локалната самоуправа и локалниот младински совет на Зрновци. Почитувани гледачи, тоа беа содржините што го одбележаа денешниот ден. Дел од нив може да видите на нашата официјална веб страница kanal8.mk. Довидување.